Владата, како што велат во соопштение, оттаму најостро реагира на обидите за создавање лажна слика за социјалниот диалог, а во врска со денешните јавни настапи и изјави на председателот на Сојузот на синдикати Слободан Трендафилов. Не знаеме кого Трендафилов чекал, сместувајќи се во празна сала, но едно е кристално јасно. Социјалниот диалог за нас е сериозна и одговорна државна политика, а не средство за политички театар и парадерство пред камери. Јавноста треба да знае дека средбата на премиерот Христијан Мицкоски со представници на синдикатот на УПС е закажана и ќе се одржи во просториите на владата четврток во 16 часот и 45 минути, велат од македонската влада. Ова, како што соопштија, е конкретен доказ дека владата не бега од диалог, туку инсистира истиот да биде сериозен, суштински насочен кон резултати. Социјалниот диалог се води таму каде што му е местото, во институциите, со јасен план и реална намера за изнаоѓање решенија, велат во соопштението од владата. Додаваат во реакцијата дека остануваат цврсто посветени на конструктивен социјален диалог, но нема да дозволат истиот да биде злоупотребуван за дневно политички калкулации. Денеска се одржа првиот конститутивен состанок на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот, со што официјално започна со работа највисокото координацијско тело, задолжено за следење и унапредување на институциите кои спроведуваат финансиски истраги и конфискација на имот. Со советот председаваше заменик председателот на владата задолжен за политики на добро владење Арбен Фетаи, а на состанокот присуствуваа председателот на владата, министерот за внатрешни работи, представници на меѓународната заедница, граѓанскиот сектор и членовите на советот. Денес ги поставуваме темелите за систем во кој правдата не е декларација, туку пракса, во кој борбата против корупцијата не е политички слоган, туку државна политика, во кој институциите работат во интерес на граѓаните, а не во заштита на поединците. Јасна е нашата заложба за борба против корупцијата и криминалот. Украденото мора да се врати на народот, порача премиерот Христијан Мицкоски на почетокот на конститутивната седница. Ова тело, рече премиерот, не е формалност, туку јасна и недвосмислена порака дека државата конечно цврсто, систематски и безкомпромисно стои против криминалот и корупцијата. Според него, следејќи ги фазите на постапката за враќање на имотот, стратегијата за периодот 2025-2028 јасно дефинира 3 приоритетни области за действување. Прво, пронаоѓање, идентификација и следење на нелегално стекнат имот и имот на корист, не само во земјата, туку и надвор од неа. Второ, привремено обезбедување и конфискација на имот и имот на корист, и тоа брзо, ефикасно и во согласно со законот. И трето, ефикасно управување со конфискуваниот и одземен имот, вклучително и негова повторна употреба за социјални цели, бидејќи конфискуваниот криминален имот мора да добие нова општествено корисна вредност, вели Мицкоски. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за половина денар по литар, цената на бензините останува иста. Одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши изголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,77%. Новата малопродажна цена на евродизелот ќе биде 68 денари, а на екстралисното масло за горење 67 денари за литар. Евросупер БС 95 и понатаму ќе се продава за 72 денари. Евросупер БС 98 за 74 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,786 денари по килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 33,885 денари. Во периодот од 1 до 31 јануари, како резултат на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ земјава, од вкупно 15.943 издадени платни налози, 3.683 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење, информираат денеска од МВР.
лишени од слобода за безобзирно управување на возило согласно член 297а од Кривичниот законник. Биле 74 лица, од кои 67 за возење под дејство на алкохол, 1 поради возење под дејство на дрога и психотропни супстанции или прекурсори, 1 возач поради возење во забранет правец. За возење со брзина поголема од дозволената во населено место 1 возач и 4 за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место. Според статистичкиот преглед од полициските активности во текот на јануари, евидентирани се 4233 прекршоци за неправилно паркирање, 1611 мерки се изречени за возачи што управувале возило без возачка дозвола, 474 санкции за возење под дејство на алкохол. Согласно законот за возила, 310 возила биле отстранети од сообраќај поради тоа што биле нерегистрирани, 141 возило заради техничка неисправност. Санкционирани се и 90 возачи поради неисполнување на пропишаните услови во однос на затемнување на стаклата на возилата. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, порача од МВР. Украина е подготвена за суштински разговори. Ние сме заинтересирани исходот да не доближи до вистински и достоинствен крај на војната, порача украинскиот председател Володимир Зеленски. Следниот круг тристрани преговори помеѓу Москва и Киев со посредство на Соединетите Американски држави ќе се одржат на 4 или 5 февруари во главниот град на Обединетите Арапски Емирати Абу Даби, изјави портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. Тој додаде дека вчера планираните преговори не се одржале поради проблеми со распоредот. Досега двете страни успеа да ги намалат своите разлики по некои прашања, но не постигнаа сличен напредок по најсложените прашања, наведе Песков. Шпанија се подготвува да донесе закон со кој ќе се забрани пристапот до социјалните мрежи за деца под 16 години, со цел спречување на онлайн вознемирување и зајакнување на менталното здравје. Парламентот во Мадрид го стави законот на дневен ред за гласање, за што генерално се согласуваат политичките партии во земјата. Околу 92% од семејствата во Шпанија се загрижени за содржината до која пристапуваат нивните деца, порача социјалистичкиот премиер Педро Санчес во ноември кога го предложи законот. Шпанија пред парламентарното гласање, чиј датум се уште не е одреден, најде инспирација во Австралија. Минатиот месец таа беше првата земја во светот што ја забрани употребата на социјалните мрежи од страна на лицата под 16 години. Донесувањето на ваквиот закон би значело дека платформите во Шпанија ќе мораат да деактивираат 400.000 сметки, што моментално ги имаат децата под 16 години. Се очекува спротивставување од технолошките компании, исто како што се спротивставија на она во Австралија. Технолошките компании тврдат дека владите, вклучително и оние во соседна Франција, претеруваат. Тие веруваат дека со контролирање на тоа што децата користат, родителите можат да го решат овој проблем. Последната транша јавно објавени документи и преписки поврзани со случајот на Џефри Епстин сосема неочекувано ја отвори и една тема што досега беше речиси непозната за пошироката јавност во Македонија. Во купот мејлови, фотографии и документи се појави и новинарско истражување на Bloomberg Business Week, кое предизвика силни реакции ширум светот. Според објавеното истражување, Универзитетот Колумбија во Соединетите Американски држави со години работел на создавање и одржување колекција од човечки мозоци од починати лица за научни анализи и медицински истражувања, меѓу кои и истражувања поврзани со менталното здравје. Она што ја вознемири македонската јавност е тврдењето дека дел од овие примероци според истражувањето потекнувале од Македонија. Кој ги доставувал, по која постапка, со какви дозволи и најважното, со чија согласност. Дали македонските институции воопшто знаеле дека човечки органи од починати лица завршуваат во странски научни центри? Во истражувањето се отвора сериозно прашање за меѓународната соработка, но и за тоа дали постоеле јасни договори, протоколи и контроли при како што се наведува извозот на биолошки материјал од државата.
Темата е особено чувствителна затоа што станува збор за човечки останки, за семејства кои никогаш јавно не биле информирани и за систем кој мора да функционира исклучиво со строги правила, транспарентност и целосна законска рамка. Во Македонија за сега нема официјално соопштение од надлежните институции дали ваквото изнесување било контролирано, одобрено или едноставно поминувало без јасен увид. И на крајот останува клучното прашање. Дали станува збор за јавно договорена и законска научна соработка или за долгогодишна институционална неконтрола во која под наводници се изнесувало се и се што без отчет пред јавноста?